време е за гости, а ние секогаш се радуваме кога нашите пријатели од Аџибадем Систина секој петок ни даваат информации и не едуцираат за се она што е актуелно и како пионери во приватното здравство имаме чест први ние да слушнеме и преку вас, еве вака, заеднички да се информираме за се она што треба современиот човек денеска да знае дека го имаме на располагање во нашава земја. Добро утро и добре ни дојде доцент доктор Весна Бошковски се извинувам, специјалист по дерматовенерологија од Аџибадем Систина. Добро утро и на вас и благодарам на поканата. Благодарам и вам за гостувањето. Ласерските третмани и разубавувањето кај понежниот пол не е актуелно само во месец март, актуелно е постојано. Целата година. И секоја една жена која што стреми не да ги сокрие годините, ами да биде најдобра верзија од себе, треба да биде информирана и треба да знае што имаме на располагање ние во Аџибадем Систина. Во Ласерскиот центар, клиничката болница Аџибадем Систина, имаме неколку ласерски системи или ласерски апарати. Не ги користиме само ние, ги користат и колегите од гинекологија, од урологија, од васкуларна хирургија, меѓутоа во областта дерматологија ние работиме со 5 лазерски машини, барем во овие зимски месеци, најчесто користени ни се двата аблативни ласери, едниот не е јаглероден диоксид ласер или така наречен CO2 ласер, другиот е ербиум јак ласер. Овие два аблативни ласери имаат едно широко индикационо подрачје. Многу често ги користиме во сите оние третмани на рејувинација или подмладување на лицето, не само на лицето, туку сите оние делови кои што се практично експонирани и на кои што можеме да ги видиме знаците на старењето. Значи тоа се лицето, вратот, деколтето, горните страни на рацете, на подлактиците. Овие третмани се смета и златен стандард во третманот на лузниот акне. Тие идеално се извршуваат токму во овие ладни месеци. Меѓутоа, овие два аблативни ласери ги користиме и како еден вид на хируршки сечива. Значи, буквално работиме ласерска хирургија во отстранување на многу бројни дерматолошки состојби за кои што ќе се потврди дека хируршката интервенција не е потребна. Сепак таа нели е поагресивна, бара една поголема подготовка на пациентот, има подолго време на санирање, а секако ласерската хирургија во секој случај е поминимално инвазивна и најчесто тоа се амбулантски процедури, па обично овие ласерски интервенции ги користиме и за буквално ексцизија, сечење на одредени промени од типот на вемки, ако постои сосема оправдана индикација за тоа. Третираме папиломи, третираме себроични кератози, третираме брадавички, па дури половите брадавички кондиломи, третираме сите оние бенигни творби на лицето или на очните капаци од типот на масни наслаги, ксантелазми, сирингоми. Значи имаме едно широко индикационо подрачје. Понатамо имаме васкуларен ласер. Нашиот центар располага со индијак ласер. Генерално денеска и се смета дека ласерската терапија е терапија на избор кај овие типови на промени. Со овој тип на ласер обично третираме помали проширени капилари или телеангиектази, кои што може да ги има на лицето, па да се во склоп на нека дерматолошка состојба од типот на розација или купероза, понатаму проширени капилари, ретикуларни вени, подолжината на долните екстремитети, тие се често голем естетски проблем, особено кај жената. Третираме и помали ангиоми или хемангиомчиња. И една од најчесто браните процедури е секако ласерската епилација. Располагаме со два типа на ласери кои што имаат различно индикационо подрачје. Едниот е можеби подобар кај некој што има посветла боја на кожа, темни влакна. Тој е диодниот ласер, александритот, кој се смета за златен стандард во ласерската епилација, има и пошироко индикационо подрачје. Тој може да се користи и кај оние со посветл, па и потемен фенотип на кожа. Се сакам да ве прашам колку сонцето е пријател или непријател на кожата? Сонцето е можеби и најголем непријател на кожата, меѓу другите фактори. И затоа секој пат кога се консултираат пациенти за овие типови на интервенција, особено за ласерската интервенција, секој пат препорачуваме најголем дел од овие интервенции да се вршат
во ладните месеци. Особено е многу битно да се нагласи, доколку се направи ваква лазерска интервенција, пациентот не смее да се изложува барем 2 недели, односно пред и после извршување на интервенцијата, бидејќи сонцето, топлината, сето тоа може да ги нагласи насаканите ефекти. Така. Кажете ни која возраст е најпрепорачлива за да се почне со ваквите корекции, интервенции, подмладувања, или сето тоа е индивидуална работа? Сето тоа е индивидуална работа и во зависно од индикацијата. Меѓутоа, секако мора да постои нека возрастна граница. Значи, лазерот во секој случај не го употребуваме кај деца. Например, ако ја зборуваме за лазерската епилација. Согласно и студиите, меѓутоа и протоколите, секако дека и женските и машките деца, особено женските деца, сакаат да направат лазерска епилација. За жените секој пат препорачуваме таа да биде барем некаде после 15-та година или да биде барем после најмалку 2 години од првиот менструален циклус. Зошто? Затоа што хормоналните стимулации си го прават своето, те имаат влијание врз метаболизмот, односно животниот циклус на влакната. За машките пак се препорачува тоа да е над 18-та година, токму поради поинтензивната хормонална стимулација. Во однос на аблативните лазери, например, многу често младите доаѓаат со проблеми од акне, односно последици од акне, тоа се лузните од акне, за кои што токму аблативниот CO2 лазер или аглероден диоксид лазер е златен стандард. Тие можат да бидат и на возраст под 18 години, зависно од состојбата и желбата на пациентот. Постојат одредени бенигни творби, пример епидермални невоси, кај кои што токму лазерот е и терапија на избор, наместо овие хируршки поопсежни интервенции, така да ако постои индикација може да се работи и кај помали деца. Но најчесто не сакаме да работиме на многу мали деца. Да. Вистина е многу чест проблем акните во оние сензитивни години на младите луѓе и на машките и на женските деца, кога навистина знае да им создаде огромна фрустрација и комплекс. И верувам дека најчестите прашања во ваквите интервенции е дали од еден третман се отстрануваат тие лузни и никогаш повторно не се појавуваат? Секако тоа зависи најпрво од типот на лузните. Има неколку различни типови. Најчесто се атрофични, значи тоа се еден вид на вдлабнување на кожата. И тие атрофични ги има неколку различни типови. Лазерската интервенција во секој случај, во најголем дел од случаевите, може да ги подобри тие лузни, можеби не 100%, но може секако да го подобри изгледот, но најчесто не се потребни 3 или повеќе третмани. Најчесто тоа оди како еден вид на пакет од 3 интервенции, можеби и повеќе, на растојание од 1 месец, но неретко кај пациентите препорачуваме и повторување на такви интервенции, можеби еднаш или 2 пати во текот на другите години. Со цел да се одржи ефектот, целта на тие лазери е да стимулираат неоколагенеза. Нормално лазерот не е единствениот третман, но се смета дека е златен стандард. Кај овие пациенти секој пат одиме и мултимодалистички. Индивидуален е пристапот. Почнуваме со лазер, но секако може да оди комбинација на повеќе различни третмани. Одлично. Ако зборуваме за подмладување, колку мажите на ова поднебје ги користат овие третмани? Знаеме дека ние жени би сакале да направиме се што е можно за да некако ги подзаскриеме годините, но мажите, колку мажите во овој поглед, да речеме, инвестираат во тоа? Дефинитивно жените се секако почести пациенти, точно. Веројатно мажите повеќе се грижат за изгледот на своето тело, меѓутоа неретко прават и одредени интервенции за подмладување. Често пати за лазерска рејувинација не доаѓаат, но мажите се почесто користат лазерска епилација, особено на торзото, на предниот дел на торзото, на грбот. Често пати користат и други естетски интервенции од типот на апликација на... Да, лазерска епилација, знаеме дека денеска скоро и да летно време нема ли да видите на плажа
мажи кои што имаат влакнести површини на телото, сите некако младите особено сакаат да бидат средени, сакаат да изгледаат модерно, убаво. Точно, според мен една од најубавите интервенции, Да. барем за жената. Дали е потполно безболна оваа лазерска Не, такво епилација? нешто не постои, но е релативно безболна. Поднослива. Во секој случај е лесно поднослива, може да се осеќа лесен дискомфорт, Се обично работи без анестезија? без анестезија се нанесува обично гел, зависно од типот на ласерот, но самите ласери поседуваат еден систем на ладење кој што ја намалува болката. Обично првите процедури може да се малку повеќе болни, но потоа болката постепено се намалува со секоја наредна сесија, бидејќи или бројот на влакната се намалува. Одлично. Што е она што друго можеме да им предложиме или да ги информираме гледачите за се она што е актуелно во моментов, а можат да го искористат како опција? Знаеме дека на овие пакети имате попуст, имате... Да. Точно на сите ласерски интервенции во нашиот ласерски центар на одделот дерматологија имаме попуст од 30% на буквално сите ласерски интервенции, не само за рејувенација, туку и за одредени хируршки интервенции. Одлично. И бидејќи во април е некако период во годината кога сонцето на вистина знае одеднаш многу силно да не поздрави, и тоа нам многумина ни годи и сите едва и го чекаме сонцето, посебно па затоа што ние сме земја во која сме навикнати да има сонце. Точно. И некако ни недостига во овие тмурни месеци од зимскиот период, но опасно е кога без заштитен фактор се изложуваме подолго време, нели? Дали се препорачува и во градска средина, кога не сме на морските брегови и така натаму, или на планина високо, дали и во градска средина треба да го заштитуваме лицето? Знаете, кожата памти. Се што сме и нанеле зло, значи пречесто изложување на Сме ја сонце, забаталиле. пушење, загадувањето, сето тоа делува на кожата. Ако нешто може да ни помогне на долг рок кожата да изгледа убаво, тоа е токму заштитниот фактор. Ја на сите пациенти препорачувам во текот на целата година да се користи заштитен фактор, најмалку 30, по можност и повеќе. Пред се на изложените делови на тело, нормално во летните месеци и на цело тело. Најмалку 30, односно и 50 заштитен фактор. Така и кожата е најголем орган всушност на нашето тело и кога би можела да ни каже, да ни се поплачи кој знае што, се би ни раскажала. Кога зборуваме буквално за некаква нега која што ќе ни обезбеди заштита од тоа фотостарење и воопшто старењето, крема со заштитен фактор е најдобар влог во тоа. А честото хидрирање и помага и тоа веројатно и на кожата? Во секој случај, да. Да. Која храна е најголем пријател на кожата? Нешто што би можело да биде многу полезно за нашата кожа, што треба редовно да се консумира? Треба да пиеме најмалку 2 до 3 литри вода. Секако хидратацијата е особено битна. Најчесто протеинска храна, значи здрава храна, јајцата, месо, воопшто протеинската храна допридонесува до синтеза на колагенот, со тоа и до подобрување на нашата кожа. Так, и да не напоменуваме повторно уште еднаш, иако вие кажавте дека најголем непријател на кожата, како и на воопшто на нашето здравје се цигарите, загадувањето делова, сонцето, алкохолот и така натаму. Значи, доколку сакате да имате убава кожа, убав тен, гледајте колку можете побрзо и подобро да го промените вашиот животен стил. Физичката активност е особено битна. А доколку пак генетиката е таква да мора да се интервенира, секогаш ги имате како опција тимот во Аџибадем Систина, каде што ги имаат најновите ласери, најсовремените методи и техники, и верувам дека имате и доста задоволни клиенти, така нели? Точно. Така. Ви благодарам многу за ова утринско гостување. Ова не се само единствените пакети со попуст кои што ги имаат на овие ласерски третмани, туку во месецот на жената имате уште многу други бенефиции за нас жените, но сето тоа многу повеќе ќе си го погледнете на страната на Аџибадем Систина, каде што се што ве интересира ќе добиете конкретни информации. Благодарам многу, доктор Весна, ми беше задоволство и ова утро да продискутираме посебно за овие третмани за разубавување, за отстранување на конкретни проблеми кои што можеби сите ние од време на време ги одлагаме, но еве сакаме нешто да сториме добро за нас, ги имате на располагање.